Едногласна одлука на Централното претседателство на ДУИ да влезат во новата влада предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од партијата на Ахмети го повикуваат претседателот Иванов во согласност со своите уставни обврски да го додели мандатот за формирање на влада на новото парламентарно мнозинство, потврдено со 67 потписи за пратениците. Давањето потписи за поддршка за земање на мандат за формирање на влада истовремено подразбира и поддршка за формирање на ново парламентарно мнозинство и нова влада на Република Македонија во духот на рамковниот договор и посветена во владење на правото и интеграцијата во НАТО и Европската Унија. Учеството на ДУИ во новата влада ја рефлектира волјата на албанскиот народ изразена на последните избори од 11 декември и има за цел исполнување на програмата која што ни беше ветена пред граѓаните на овие избори. Лидерот Ахмети по состанокот за ТВ24 рече дека сега ќе се сочека Иванов да се премисли и да го додели мандатот. А ако тоа не се случи, мнозинството во парламентот за гласање влада во собрание ќе размислуваат согласно уставот и деловникот. Изјавата на партискиот портпарол по полнок започна со тврдењето дека платформата на албанските партии е подпишана во Скопје и од неа загрозува унитарноста на државата. Ние сметаме дека заедничката декларација на парламентарните партии на албанците е целосно во духот на рамковниот договор и уставот и како таква на ниту еден начин не го загрозува територијалниот интегритет и унитарниот карактер на државата. Од ВМРО ДПМН се сомневаат во уцена со платформата од Тирана. Бараат избори на кои би се гласало и за заедничката декларација на албанските партии. Доколку Зоран Заев не е сигурен во сопствениот рейтинг и поддршката, сметаме дека СДСМ треба да ја отфрли платформата и да се откаже од реализацијата на сите елементи од неа кои водат кон формирање на бинационална држава. Во таков случај, ВМРО ДПМН ќе му ги даде своите гласови на СДСМ за да формира влада, каква што сака, но без уцени и прифаќање платформи кои предизвикуваат далекосежни штети и ја претвораат Македонија од мултиетничка во бинационална држава. Возвратија од СДСМ, граѓаните избрале заедништво, а следен чекор е мирен трансфер на власта. Демократските процеси се почнати и мнозинската волја на граѓаните преточена во 67 пратенички мандати мора што побрзо да се реализира со формирање нова реформска влада и независни демократски институции. Барањата за нови избори се обид да се оддолжи и продлабочи политичката криза. Ако сега не се почитува мнозинската волја на граѓаните, ни по нив нема да се почитува.